Постојат многу можности за грант поддршки во земјава од страна на фондови на Европската Унија. За оваа тема ќе разговараме до 8 часот, секако ќе позборуваме за тоа колку е важен стручниот кадар, колку земјава ги искористува ЕУ фондовите и државниот и приватниот сектор, што можеме да направиме повеќе да ги искористуваме овие фондови, но се разбира одговори на многу други прашања поврзани со оваа тема. Утрово од нашиот соговорник со кој што ќе разговараме и му обетиме до 8 часот, господинот Зоран Стојковски, директор на консултантска организација која првенствено е фокусирана на обезбедување конкретни резултати во организациите. Секако и важноста тука на овие организации ќе ја споменеме во разговорот. Господине Стојковски, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, Вана. Донесовте навистина интересни и пред се едукативни податоци, ако веќе зборуваме за ЕУ фондовите, па и така да го започнеме разговорот малку повеќе да објасниме што се тоа ЕУ фондови, колку постојат и во кој е вклучена нашата држава. Тоа е еден сет на финансиска помош која што Европската Унија ја доделува на секоја држава со која што има подпишано договор за пристапување. Ние сме тоа кој имаме направено уште 2005 година и всушност секоја таква држава има посебна програма во која што веќе трета фаза се вика инструмент за предпристапна помош ИПА, која што некаде меѓу 90 и 110 милиони евра годишно се доделуваат во малтене сите сектори од интерес во државата. Покрај ИПА средствата, значи кои што се доделуваат како неповратна финансиска поддршка за Македонија, а потоа се делат во форма на грантови, речеме повици за грантови каде што некој може да аплицира, се делат како сервис тендери се викаат, значи за дадена услуга, тендери за изведба, да речеме патишта, мостови, пруги, друга инфраструктура, и за изведување и за набавка на опрема. Значи отплика тие неколку форми. Сега она кое што треба да се знае како држава која што сака да пристапи кон Европска унија, ние сме веќе многу години во тој процес, постојат програми во заедницата. Значи, тоа се мимо ИПА, значи, тоа се програми во кои што државата учествува. Најпозната кај нас е Еразмус плюс, значи, во делот на развој на вештини, образование, на сите нивоа, плюс за секоја фирма која што сака да инвестира во знаење на нивните работници, обезбедување на кадар, Креативна Европа во областа на културата и во медиуми, тоа е друг фонд, Хоризонт Европа во делот на иновациите за бизнис секторот и академско-научни истражувања и еден куп други, да речеме СМП, програма на единствениот пазар, понатаму има програма која што се вика вработување и социјални иновации, програма за Европски корпус на солидарноста, Европски институт за иновации и технологија, која дели на Хоризонт на Европа, механизам за цивилна заштита. Значи, можеме да видиме дека плюс има програми како што се во рамките на ИПА. Имаме програма за граѓанско општество и за медиуми. Има програма за прекогранична соработка. Значи Македонија има подпишано со сите соседи такви програми за прекогранична соработка. ИПАРТ е многу позната, значи во делот на земјоделието и руралниот развој. Потоа учествуваме во регионални поврзувања. Значи, најнова ќе биде учеството во Адрион, тоа е Јадранско-Јонската група, значи на сите држави кои што се во Јонско, околу Јадранско и Јонско море, вклучително од минатата година и Македонија, Евромед, значи Евромедитеранијан, тоа се некаде 14-15 држави од Португалија до Бугарија. Македонија комплетно влегува во таа програма, како и регионални ИПА во делот на Инвестицијски фонд за Западен Балкан, каде што особено Европска унија во овој период е многу фокусирана во делот на развој на економија. Инфраструктурни, патни, железнички, друг тип на инфраструктурни проекти, каде што за земите од Западен Балкан и Турција во овој период се обезбедуваат негде 3 милиарди евра. Значи, ЕУ фондовите, кои ќе се кажат, навистина треба да се знае, мислам, има место за сите. Така? Тажно е што, да речеме, ние сме, кога би биле земја членка во моментот, би ни биле на располагање
некаде 38 на број програми во заедницата. Сега сме некаде тука десетина, плюс овие кои што се во рамките на ИПА програмата, значи негде околу вкупно 15-тина. Значи самиот потенцијал е голем. Ја не велам дека ние сакаме да бидеме европска држава само ради тие пари, али дури овие кои што не ги доделуваат, ние не ги искористуваме. Реков, тоа сакав да прашам, ако веќе сме вклучени некаде во 15-тина, колку од нив ги користиме и колку сме всушност свесни како општество дека доста е важен стручниот кадар и доста се важни луѓето кои што како вас нели работат во консултација за ова, за да нели полесно се дојде и полесно се пристапи до фондовите. Расте ли свеста околу ова прашање? Знаете како, понекогаш ние кој не сака пари кои што не треба да ги вратите. Мислам, тоа е нели еден од предусловите за развој. Сакаме сите, сакаме и тука на Балканот, сакате во Шведска, секаде. Но за да ги добиете парите, значи треба да направите проект кој што е компетитивен, значи кој е конкурентен во однос на да речеме кога аплицираме за програмата Хоризонт Европа. Значи таа е програма, 7 годишни се тие програми за финансирање на Европска унија, воопшто и целиот систем е 7 летки. Е 95,5 милиарди за 7 години. Значи, зборам за евра. И тука сите држави се обидуваат, значи најчесто фирмите или пак академски институции се обидуваат во рамките на преку 800 годишно повици има во рамките на Хоризонт во секој сегмент. Дали станува збор за, речеме, медицински проекти, во делот на наоѓање лек или пак се што е поврзано со ковид или пак друг тип на болест. Дали во рамките на земјоделие, обезбедување храна, или пак воопшто било која фирма која што има иновација во делот на дигитализацијата или во делот на своето работење, може да аплицира и се добиваат средства од некаде пола милион евра до 2,5 милиони. Сега, ако ви кажам дека минатата од 14 до 20, т.е. 21 ради ковидот, таму имаше 80 милиарди скоро во делот на иновациите, се викаше Хоризонт 2020 таа програма. Македонија едва и стигна до 20 милиони евра. Значи, замислите, од 80 милиарди, каде што сите се надпреваруваме, ние можеме да се надпреваруваме, ние сме стигнале само до 20 милиони. Значи, добро и тоа што е. Значи, тоа се некои десетици проекти кои што се добени, најчесто учествуваме као коапликанти, иако можеме да бидеме главни апликанти. Понатаму, немаме капацитет за партнерство. Кога имате проект за било која програма до Европска унија, вие морате да имате соодветни партнери во земјите кои што најчесто се од Европска унија или пак тие кои што може да учествуваат. Србија, Турција многу често може да учествува. Така да може да имате најдобар проект. Ако немате партнер, не можете да добиете. И да речеме најважно, еднаш кога ќе добиете проект за спроведување, некоја сума, тој проект строго наменски се троши. Значи, имаме ние многу примери, еве и дури во рамките на ИПА проекти, во областа на туризмот имаше програма која што некаде беше финансирана со 18 милиони од Европска унија и увек владата учествува со неколку милиони, значи од негде околу 20-21 милион евра, скоро 5 милиони евра не ги потрошивме. Тоа е во претходниот период. Фантастична програма. Одлични проекти на ниво на општини, на ниво во делот на развој на туризма, толку важна стратешка област е, али вие од скоро четвртина пари не сме ги потрошиле и онда тоа е во рамките на спроведувањето, значи не е тука више проекти. Проектите биле одобрени, ама не се успешно завршени, едноставно вас не ви ги даваат до крај. Така да, знаете, ЕУ фондовите, особено значи во оваа ИПА рамка, значи она што ЕУ го дава кон Македонија, е на некој начин и вежбање или пак развој на, ќе ви одговорам на вториот дел на прашањето, дека ние мораме да имаме соодветни капацитети или вештини, истите прво да ги направиме, да ги развиеме како проект, но кога ќе го добиеме проектот, што не е лесно, потоа соодветно треба да го спроведиме. Јас им кажувам, бидејќи Проефекти Ново, консултантската фирма што ја водам, организира различни типови на едукации, обуки. Ние имаме нешто што е многу популарно, се вика Грант Академија, значи каде што 80 на луѓе и од јавна администрација, и од бизнис секторот посебно, и од невладиниот сектор поминуваат. 2-месечна програма е.
во која што од кога почнуваме до крај, значи ние предизвикот е да до крајот на тие 2 месеци да направиме проект. Не поминува обука од 1-2 дена за да направите проект. Многу е комплексно. А има луѓе кои што мислат дека тоа треба да води така, брзо. Знаете како, јас над 27 години сум во оваа област. Значи, работев за USAID 7 години, водевме програма на Шведска агенција за развој некои 6-7 години, водев локална фондација 10 години. Така да, во основа сум учествувал во многу вакви програми за обука. Најчесто и самите луѓе кои што се одговорни на ниво на општина, на ниво на јавна институција, на ниво на особено здруженијата, не веруваат во обуки кои што се од 1-2 дена. Тоа е трошење време. Едноставно викаат, ова го знам и не добивам ништо вештина. Сите сакаат напредно ниво. За жал, ние немаме на ниво на образовниот систем. Бидејќи и сум и дел на овакво во делот на академскиот сектор, за жал многу мали капацитети имаме таму. Ние, да речеме, како консалтинг, можем да кажем дека навистина помагаме многу постратешки, бидејќи ако некој, работиме со многу приватни или пак државни универзитети, програми кои што се милионски, едноставно знаат дека тие специфични вештини кои што ги имаме или експертиза, за жал ги немаат. И тоа е најнормално да се користат и, значи, тој, како се вика, тоа обкружување, мораме да имаме соработка, значи, и со државниот сектор, и со приватниот сектор, во делот на доаѓање до... Апсолутно. Кога го споменавме сега државниот и приватниот сектор, едно подпрашање, се извинувам што ве прекинав, кој повеќе ги користи фондовите? Можеме ли да направиме една паралела меѓу приватниот и помеѓу државниот сектор и каде повеќе недостасува стручен кадар, каде треба повеќе да се поработи, дали кај приватниот сектор, дали кај државниот, за да се граба со ист интензитет кон ЕУ фондовите. Сега го изразив зборот граба, да не звучи грубо, меѓутоа тоа е и целта да се користат овие фондови за добробит на сите. Така да кој повеќе ги користи, приватниот сектор или државниот? Структурата на овие фондови е направена така во овој период да едноставно многу повеќе е фокусот кон државниот сектор. Бидејќи клучните реформи на една држава во пристапувањето кон ЕУ, зборувам, значи тоа не е само на ЕУ фондовите, тоа и другите фондови кои што ги имаме на располагање, се да се развие капацитетот на државниот, на јавниот сектор, да може да ги помине реформите и да дојдеме на ниво на функционирање. Значи зборуваме од фундаменталните прашања, значи тоа е владење на право, тоа е антикорупција, тоа е, значи, сите оние сегменти кои што ја чина државата, за жал тука не стоиме добро и не случајно фокусот е кон нив, но и животна средина, образование, социјални прашања, наука, значи малтене секој сегмент, 35 поглавја се каде што всушност треба да направиме пробив и одна за тоа најголемиот дел на средства се за да бидат спроведени во различни сектори на државниот сектор. Приватниот, ако збориме за бизнисот, е нешто што расте. Јас морам да признам дека кога вие, низ призмата на фондот на иновации, го гледам, бидејќи тука има многу финансирање многу интересно финансирање за приватниот сектор, морам да кажам дека проекти кои што бизнис секторот ги спроведува во делот на иновации, можам да кажам дека, може би е лаички, не го кажувам тоа врз основа на истражување научно, но го кажувам како човек кој што работи, навистина се постигнува фантастични резултати за парите кои што се вложени. И онда кога ќе видите парите што се вложуваат во еден сектор, што се случува, дури понекогаш малтене на крајот на тие програми неколку милионски евра, не може да се видат големи реформи. Се донесе некаков закон, не се реализира, нешто што е познато за жал во сите 30 и кусур години на постојање на нашата држава, во бизнис секторот многу брзо може да се видат. Значи се прави вредност, се прави екстра профити и едноставно добива приватната компанија, но добива и целата држава. И има еден сектор што мораме да го спомниме, тоа е невладиниот или граѓанскиот сектор. Нели, државата е најчесто приватен сектор, граѓански сектор и владин сектор. Можам да кажам дека некаде меѓу 100 и 200, може малце повеќе,
граѓански организации веќе имаат развиено многу поголемо ниво на експертиза. Гледам тоа по кои ни се најчесто клиенти. Многу повеќе државниот и приватниот сектор имаат потреба од приватни консултанти. Новите граѓански организации имаат интерес од нас, ни доаѓаат на обука, но оние кои што се, да речеме, во различни сектори, имиња кои што постојат 15-20 години, си имаат луѓе внатре кои што пишуваат, спроведуваат и тоа е основниот начин како така да јас многу се радувам понекогаш кога гледам граѓански организации кои што заедно со општини, заедно со јавен сектор спроведува проекти, бидејќи тоа е гаранција за квалитет. Сам морам да кажам дека тоа е нашата реалност и некако низ призмата на соработката која што многу често недостасува, ми недостасува тој тип на партнерство, пошто знаете, секој министерство, секоја агенција, секој сака сам. Тие се пари за нас, нема ја тука што да соработат. Но тоа очигледно се покажало дека е погрешен. Грешка голема. Мислам, затоа што ние во еволуации што ги правиме за различни програми, верувате дека еве во прекогранична соработка, неколку еволуации излегува дека неколку организации кои што работат во таа област е малтене се столбови на тие проекти кои што ги држат и во едната и во да речеме Македонија и во другите држави. Но верувам дека со тоа размислување ние можеме се сами на некој начин малку се уништува и имиджот на државата кога станува зборот до пристапот на тоа е детска болест. Да знаете. За жал се можам сам е детска болест. Така. Значи нешто што со искуството претпоставувам и доаѓа дека чекај малце, зашо можам сам кога можам со партнер. Може би ќе добијам нели помалку за нас како буџет најчесто, али во основа се олеснува процесот на спроведување. И сосема накусо бидејќи имаме само една минута до крај на разговорот, како стоиме со земјите од Западен Балкан, ако се споредиме, дали служиме како пример за искористеност на некои од фондовите на останатите земји од Западен Балкан, како котираме ако земеме една генерална слика да направиме за искористување на фондовите? Па имате обзир дека ние имаме ИПА програми веќе од активни од периодот на 2007 година наваму. Дел на овие што се, да речеме, сега што влегуваат, мислам, во секој случај искуството е на наша страна. Ни побегнаа малце напред Република Србија, иако беа зад нас, и делумно Црна Гора, бидејќи се веќе во една фаза која што ние не сме, допрва сме, али во основа велам трендовите на ниво на Балкан се и кај нив, се и кај нас. Значи, зборам особено ние клучни проблеми кои што не мачат како демократски овакво општества. Така да, а иначе да знаете дека има многу експерти кои што од Македонија, кои што работат, да речеме, како експерти во проекти за техничка помош во Албанија, во Косово, во Босна и Херцеговина. Така да, мислам дека држиме добро ниво и со македонски партнери секој сака да соработува, отприлика некако не сакаат и како култура, и како храна, и како, мислам, едноставно сакаат да бидат тука и мислам дека тоа ни е компаративна предност во однос на други. Така, благодарам многу за вашето гостување, господине Стојковски. Верувам имавме интересна тема, доста опширна, има уште што да се прашува за истата, така да се гледаме наскоро повторно во Македонија. Се надам, ви благодарам и вас. Ви благодарам за